Со добар 3 оценети овогодинишните матуранти на тестот на зрелост. Резултатот 3,47 е подобар од лани, кога просечната оценка беше 3,42. Се пофали првиот човек на Министерството за образование и наука Арбер Адеми. Од Државниот испитен центар појаснија, резултатите се подобри. Од и годинава пред спроведување на испитот, наставниците имале дополнителни обуки, па тоа довело до подобар исход. Ваквиот резултат се должи на посетата на координаторите по предмети кои направија посети по средните училишта. Тие направија обуки на наставниците и ги запозна со начинот на подготовката на тестот, содржинската застапеност. Подобри резултати споредено со минатата година има по македонски, англиски, турски и албански јазик, но и по математика. За овој предмет учениците постигнале повисока просечна оцена споредено со последните 3 години. Послаби резултати за разлика од ланските има по предметите бизнис, историја и биологија. Од испитниот центар посочија дека имало и позначителна промена во испитната програма, ама само за предметот англиски јазик. Имаме промена годинава, да знаете, и на испитната програма по англиски јазик. Значи, во однос на бодирањето на тестот и прашањата се направи поинаква скала, тоа е сето законски подкрепено. Зошто се така резултатите? Затоа што знаете дека во самиот тест по англиски јазик дел е граматика, дел е и слободно пишување, такви се реалните резултати на нашите ученици. Тоа е реалноста. Така постигна, толкави резултати си добија. Додека се подобрува просекот на учениците на овој тест, загрижуваат поразителните податоци во светските и европските извештаи, според кои повеќе од половина од учениците во државава по завршувањето на основното и средното образование се на ниво на неписменост. Последен во низата вакви истражувања е нацрт извештајот подготвен од стручен тим на Организацијата за економска соработка и развој, изработен во 2018, а презентиран на почетокот на годинава. Дебатите за писменоста на младите првично се покринаа пред 2 години, поради економскиот извештај на Светската банка за Западен Балкан, според кој во Македонија 2/3 од младата популација е функционално неписмена. Од 70 рангирани земји во светот, Македонија, според последните извештаи, е на 68-то место, пред Косово и Доминиканската република.